Сега со колегата Кирил Стојанов, кој што утринава на дружиот терен, ќе зборуваме па како да ги задржиме странските туристи повеќе од 2-3 дена, како Македонија да престане да биде транзит земја, а се разбира да стане земја која што ќе биде омилена дестинација на туристите од странство. Кирил, повели. Така Леневе, добро утро, поздрав овде од улица Македонија, од една од најпознатите локации и најомилените на туристите кога доаѓаат во главниот град на Македонија. Според оние бројки кои што се познати ова година, имаме зголемување на бројот на туристи на секаде низ Македонија, особено во Скопје и во Охрид. Меѓутоа, како тие туристи да ги натераме, буквално кажано, да остануваат повеќе денови, да станеме уште поатрактивна дестинација и за други земји, за друг вид на туризам, ќе зборуваме со Владко Сулев од Националната асоциација за дојдовен туризам. Владко, еве, во ек на сезона, каде што вие сте најмногу ангажирани, како си ти задоволен тоа, како тече досегашниот дел на оваа сезона? Да ги поздравам гледачите на телевизија Сител. Ние можеме да кажеме, имајќи ја предвид целата ситуација во светот кој што ни се случува, можеме да бидеме радосни од бројките кои што ги имаме. За среќа, зголемувањето на бројот на патници на нашите аеродроми допринесе индивидуалните туристи да на еден начин ја спасат сезоната, затоа што, како што споменав, тоа што се случуваше на Блискиот Исток имаше влијание во организираниот туризам, во организираните групи. Во тој сегмент имаме намалување, од друга страна имаме зголемување на индивидуалните туристи кои што мислам и тие се важни, се разбира, така да можеме да бидеме задоволни кога ќе се земе сите сегменти кои ќе ги земеме во предвид, да. Според статистиките кои што и вие ги водите, а и повремено ги споделувате и со нас, е дека Македонија, туристите во Македонија просечно се задржуваат 2 дена на до 3, според оној просек. Колку е тоа навистина така и колку тоа можеби треба да почне да се менува и да се прави друга стратегија? За жал, последните години тој тренд продолжува и ние треба да веќе правиме конкретни мерки за да го стопираме тој тренд, да се промени и да почнат ноќевањата да растат, не само бројките на туристи, да растат и ноќевањата. Првите чекори се прават и тој момент и државата го препозна. Подготовката на стратегијата за следните 5 години е првиот чекор конкретен. Сите работилници што се спроведоа низ државата, значи во сите региони, говорат дека секторот сака да биде слушнат. Се надевам дека освен стратегијата и акциските планови ќе го пренесат и ќе го реализираат тоа што ќе излезе од стратегијата, за да можеме да направиме систем, да направиме програми кои што ќе ги задржат гостите, да создадеме содржини, државата исто да учествува во тој процес во поддршка на развојот на туристичките продукти, се со цел да имаме зголемување на престојот на туристите во нашата држава. И уште еден момент, тука е поврзан директно со промоцијата, се надевам ќе се интензивира уште повеќе промоцијата, затоа што многу важен момент е кој ние се продаваме како регион, како Балкан. И е многу важно кој туроператор од која држава ќе ја добие работата. Ако ја добие работата македонски туроператор, тогаш поголеми се шансите нормално програмите тие да останат подолго во Македонија. Така да, работење на терен, создавање продукти, преточување на стратегијата во акциски планови и делот на промоцијата, тоа се следните чекори што ние мора да ги направиме за зголемување на бројот на ноќевања на туристите кои што посетуваат нашата држава. Затоа јас памтам едни времења, тогаш бев доста помал, меѓутоа се правеа промотивни видеа, се истакнуваа некои работи од македонската историја, особено се она што ние го содржиме, освен Охридското езеро кој што е како такво. Колку знаеме да ги продадеме тие работи како дел од историјата, како локалитетите, пред да се вклучиме, зборувавме за убави работи како другите држави го користат тоа. Колку знаеме да ги истакнеме некои работи кои што се важни историски, кои што би носеле такви туристи, и колку сме присутни на тие конференции и начини на кои што може да се промовира? За жал, од 2016 навака во тој сегмент имаме многу да работиме и не треба многу, значи еднаш сме го правеле успешно. Само тоа што сме го правеле успешно со новите технологии, со све да го надоградиме. Значи ние можеме, ние знаеме, само треба да се размислува и кога се прави промоција, кога се прави
презентации на државата треба да се размислува на подолг период. Како што збориме за стратегија 5 години и стратегијата да вклучува делот за промоција исто така да плански да биде за следните 5 години. Нема резултати во туризмот на куси патеки. Значи, маратон, туризмот е маратон и ние мораме да мислиме од сега следните 5 години. Во моментот, ние како туроператори, ние подготуваме програми за 27 и за 28 година. Значи, 26-та за организираниот туризам е завршена работа. Збориме за современите западноевропски пазари, па и азиските пазари. Тука сега балканските и источноевропските пазари кои што исто така не се за занемарување. Тие се пазари кои што пак најбрзо расте стандардот, се уште може да се нешто реагира и да се направи нешто, но поентата ми е да кажам дека ние треба плански да ги планираме активностите со цел следните 5 години. Никако за помал период. Бидејќи ги гледаме и земите од регионот, нивните бројки на туризам исто така растат. Според она што вие го имате како податок, кои туристи сега ни се најприсутни, а кои би сакале да ги привлечеме, а би било остварување на тоа да ги задржуваме повеќе ноќи? Кој таргет на група на туристи би биле многу посоодветни за оние повеќе дневен туризам во Македонија? Моментално доминираат гостите од Турција кои што се на така наречените балкански кружни тури. Исто тука си и другите националности кои што исто така се на тие кружни тури и во тие кружни тури Македонија е застапена максимум со 2 до 3 ноќевања. Сакаме тоа да го промениме, сакаме да имаме така наречениот слоу туризам, сакаме туристи кои што ќе останат 7-8 дена, кои што ќе ја доживеат државата автентично, кои што ние ќе ја доживеат нашата гостопримливост, ќе ја доживеат нашата храна, ќе ја доживеат нашето вино. Ќе создадеме приказни, ќе продаваме приказни 7 дена низ библиска Македонија. Значи 10 дена по стапките на Мајка Тереза и Свети Павле. Значи приказни кои што ќе ги примамат гостите и ние имаме многу приказни да раскажеме, но тоа да го спакуваме и да го продадеме ни требаат туристи кои што некој тренд кој што е во светски рамки од 12 до 20 групи, од 12 до 25 луѓе кои што патуваат и остануваат подолго во една дестинација. И тоа е нештото кон кое што треба да се насочиме, како што е насочена на Словенија, ако ја земам секогаш како пример, кај што има 1000 агроеко туристички фамилии кои што продаваат, значи да ги наречеме појасно селски домакинства кои што живеат од туризмот. 1000 семејства се такви. Кај што не можете сега во август да добиете слободен термин да ги посетите. Тоа е нашата цел и ние таму треба да се движиме во таа насока. Во господина Свети Павле, верувам дека многу од гледачите не знаат за местото Палјурци каде што поминувал Свети Павле, па и доколку се развива таа тура ќе биде добра и за домашните туристи. Само за крај, бидејќи во моментов гледам туристи кои што со апаратите се движат овде, што велат тие на анкетите кои што ги спроведувате со нив? Од што се најмногу задоволни, од што не се задоволни? Каде добиваме највисоки, каде добиваме најниски оценки од туристи? Вака фасцинирани, иако во најголем дел Македонија се продава како културна дестинација и главната цел на туристите што патуваат и се за да ја посетат заради културното богатство кое што го има Македонија. Кога еден французин ќе ви даде ревју дека иако тоа била културна тура, тие доживеале гастрономско искуство, гастрономско искуство, дека Вранецот немаат пробано подобро вино од Вранецот. Тие работи ви ја полнат душата искрено и знаете зошто го правите, или ручекот кај локална фамилија ги фасцинирал, иако домакините не го зборувале јазикот примерно француски или англиски, ги пречекали, они се почувствувале како никогаш во животот. И тоа нешто ќе го паметат секогаш. Од друга страна, секогаш добиваме за ѓубрето. Тоа е поразително, значи ние мораме нешто да преземеме, значи за ѓубрето. Најголем проблем е во тој сегмент. И во некои аспекти знаат да имаме некои коментари на нивото на услуга. Значи не е проблем, туристите немаат проблем да платат. Ние сме должни да испорачаме ниво на услуга, во најголем дел го рачуваме, тоа се повеќе спорадични. Се надевам дека во иднина нешто ќе се преземе на територија на цела држава во делот со ѓубрето, за да немаме барем лоши коментари во тој дел. Владко Сулев, Национална асоциација за дојдовен туризам, благодарам многу за разговор. Благодарам и на вас.
Владко секогаш има идеи, секогаш кога зборуваме има и убави работи што ги кажува за Македонија, да се надеваме дека ова стратегија која што се подготвува, дека таа 5-годишна туристичка стратегија која Македонија треба да ја реализира ќе донесе резултати, дека ќе имаме уште повеќе туристи, дека паралелно со тоа ќе работиме и на инфраструктура и секако на одржување на она што како држава го имаме, и дека во иднина ќе имаме туристи кои што ќе доаѓаат и ќе остануваат многу повеќе во Македонија, со тоа бенефит ќе имаат повеќе сектори и сите граѓани на оваа земја. Благодариме, благодарности до Владко Сулев од Асоциацијата за дојдовен